Во Агенда 35 ке гледате битка за професионално новинарство во ера на псевдомедиуми, маскирани парамедиуми во служба на партиите. Гостин е комуникологот Сеат Джигал. Цената на лажните вести поврзани со пандемијата е превисока. Загрозен не е само јавниот интерес, туку и јавното здравје. Разговараме со извршната директорка на Советот за етика во медиумите, Марина Тунева. Технологијата во битка со дезинформациите. Билјана Петковска, директорка на МИМ, и Горјан Јовановски, програмер, ги презентираат новите алатки што ќе им помогнат на граѓаните да знаат кому и во што да веруваат. Останете со нас. Медиумскиот простор е премногу децентрализиран и тоа ја прави борбата против дезинформациите комплексна, но не и невозможна. За успешно справување со дезинформациите потребни се професионални медиумски редакции, подигнување на јавната свест и на медиумската писменост и парирање на дезинформациите со вистински важните вести, вели комуникологот Сеат Джигал. Само на тој начин можеме да ги ограничиме штетните ефекти на инфодемијата, изобилството информации, некои точни, а некои неточни, што им отежнува на луѓето да најдат веродостојни извори. Инфодемијата е особено присутна последнава година со прогласувањето на пандемијата од COVID-19. Во Македонија таа е застапена и поради фрагментацијата, политизацијата и депрофесионализацијата на медиумите, смета Джигал. Во смисла на фрагментацијата имаме голем наплив на не само на медиуми, нови медиуми, портали и така натаму, туку на еден нов вид хибридни медиуми кои што се практично маскирани парамедиуми, партиски медиуми или медиуми на некои групи од интерес и така натаму. Тие се значи псевдомедиуми кои што ја би рекол ја загрозуваат позицијата на професионалното новинарство. Професионалното новинарство во Македонија постои. За жал, проблем е само што тој е во еден помалцински дел од медиумите застапен. Значи, тоа е последица од фрагментацијата. Второ, имаме значи, пад на професионализацијата во смисла дека професионалните новинари сега се во некоја вид на конкуренција со луѓе кои што на медиумите гледаат само како на начини за заработка или на начини на еден вид на неформално или нелегитимно влијание во политиката и нешто и во економијата и така натаму. Значи, наплив на медиуми кои што се водени од непрофесионалци и имаме проблем со публиката, јавноста. Значи, јавноста не можеме да ја амнестираме од грешките кои што ги прави, слабата медиумска писменост, значи, подложноста на манипулации. Македонската јавноста во Македонија е една од најподложните, според сите истражувања. Ширењето на дезинформациите се врши преку два системи: спонтан, односно аматерски, и плански, односно организиран систем. И во таа смисла и мора да се работи со публиката, со јавноста, која што е изложена на таков вид на два вида на манипулација со дезинформација. Еден би ја нарекол спонтан или аматерски, каде што луѓето не плански, не намерно шират дезинформација. Да речеме, ќе најдете некој квази лек за короната и го ширите, мислејќи дека сте во право. Значи, тоа е еден принцип на ширење дезинформација. Вториот е планскиот или организиран систем на дезинформација. Тој најчесто е на политичка основа, но може да се јави, сведоци сме и на различни надворешни влијанија. Значи, имаме наплив на дезинформација од надвор и тоа од организиран тип, така што се создава, не би го нарекол хаос, но еден на вистина галиматија со информација и дезинформација на кој што треба значи, систематски, постудиозно да се работи, како од страна на медиумите, така од страна и на експертската јавност, но и на институциите. За жал, заштитата на публиката од дезинформациите е многу помала од порано, што придонесува за нивно побрзо ширење. Во отсуство на уреднички филтри и силни медиумски регулаторни тела, секој поединец е медиум сам за себе, вели Джигал. Денес повеќето од нас се препуштени сами на себе, значи сами да ги филтрираме информации, да добираме медиуми од кои што ќе ни пристигаат информации, да споделуваме и така натаму. И значи секој од нас е препуштен сам на себе да биде свој уредник. Праксата покажува дека повеќето од нас не се доволно вешти да се справат со тие информации. Вториот филтер кој што влијае врз нас е, го споменавте, тој вид на автоматизиран филтрирање на информации.
тој се користи на социјалните мрежи, каде што различен вид на алгоритми, кролери, така натаму, кај агрегаторите на вести бираат што ќе гледаме. Базирано на тоа што кликаме, што споделуваме и така натаму. Во напливот на голем број информации поврзани со пандемијата од COVID-19, а кои постојано се менуваат поради природата на науката и развојот на медицината, но и на самата болест, потребно е медиумите внимателно да ги бираат изворите и правилно да ги контекстуализираат информациите. Особено во нашите медиуми тоа е воочливо кога различни здравствени институции или експерти даваат различни ставови. И тие ставови се спротивставени, а граѓаните се наоѓаат сега во недумица на кој извор да се верува. Значи, дури и стручните информации често се конфликтни или контрадикторни и така натаму. Значи, во таа смисла треба внимателно да се работи. Здравствените експерти и институции треба да водат сметка да не предизвикуваат конфузија. Значи, лекарите, експертите не можат да бидат 9 звезди и треба да многу да внимаваат да бидат одговорни пред јавноста, да го кажуваат само она во што се сигурни. И кога искажуваат одреден свој став, да се оградат од него или да го јасно да го контекстуализираат дека тоа е мој личен став како експерт од моето искуство, но не можам тоа да го кажам дека тоа е научен или медицински факт. Борбата е многу сложена, но одговорноста е уште поизразена. А која е цената од дезинформациите во услови на глобална пандемија? Цената на дезинформациите е висока, за жал, кога спомнам дека нив не можеме да ги сопреме, туку само да го ограничиме нивното негативно влијание, мислев токму на ова. Значи се покажува дека бројот на жртвите на луѓе кои што ги игнорираат советите, медицинските совети и препораките на здравствените институции изразено голем. Дури и во урбани средини со високо образовано население или жители, се наоѓа сериозен број на луѓе кои што не ги почитуваат мерките, луѓе кои што споделуваат свесно, несвесно штетни дезинформации во смисла на погрешни третмани, погрешни начини за заштита и така натаму. За да не ја плаќаме највисоката цена, потребно е институциите, образовниот систем, здравствените власти, професионалните медиуми макотребно да работат, па дури и да се организираат кампањи за подигнување на свеста и спречување на различни нуспојави што произлегуваат од дезинформациите, завршува Джигал. Лажните вести поврзани со коронавирусот може да го загрозат јавното здравје, бидејќи граѓаните, не познавајќи го начинот и манипулација, може да слушаат надри лекарски наспроти стручни совети, смета извршниот директор на Советот за етика во медиумите на Македонија Марина Тунева. Анализите на дезинформациите, Советот за етика на медиумите во Македонија ги прави врз основа на работењето на Комисијата за жалби, каде што доаѓаат претставки кои се однесуваат на непрофесионално и неетичко известување. Непознаниците околу COVID-19 создадоа плодна почва во медиумите за лажни вести. Анализите ни потврдија дека речиси 80% од поднесените претставки се однесуваат на информирањето во врска со корона кризата или на некој начин станува збор за таа тема. Да, апсолутно е проблем кога има недоволно информации, недостиг на информации во однос на кризата, во однос на бројните истражувања кои што се спроведуваа и се уште се спроведуваат во потрага по нели едно решение на оваа криза, се должи и на тоа, се должи и на динамиката на работа, притисоците кои што се создадоа врз самите новинари и медиумите кои што мораа на некој начин да прават баланс меѓу задоволувањето на интересот на јавноста да информираат за важни прашања, меѓутоа и да водат сметка тоа да не потикне дополнителни трауми, вознемираност, паника и така натаму. Но освен лажни вести за ковид кризата, периодот на пандемијата ја намали професионалноста во информирањето на медиумите и за други теми. За периодот на пандемијата, анализите ни покажаа дека најмногу се поднесуваат претставки, односно жалби поврзани со едностраното, некоректното и неточното информирање во медиумите. Значи најголем број од претставките во време на пандемијата се однесуваат на овие појави, пошто следува сензационализмот во информирањето, односно нарушувањето на членот 8 од Кодексот на новинарите. Исто така една друга забележана тенденција во информирањето на медиумите е и недистанцирањето од политичките субјекти за кои што се информира. Советот за етика во медиумите исто така спроведе глобално истражување во однос на искуствата и предизвиците со кои се соочиле меѓународните совети за етика во медиумите кои што се членки на Алијансата за независни совети за етика во Европа
И анализите потврдуваат дека и во голем број држави во време на пандемијата медиумите неретко известуваат сензационалистички, известуваат еднострано, не се прави разлика меѓу рекламни и новинарски содржини, така што оваа појава не е само и не единствено во наши рамки, се забележува и надвор. Според европското искуство за справување со дезинформациите, потребно е повеќе фокус во саморегулацијата на медиумите, како и едукација, било преку формалното образование и зголемување на иницијативите за медиумска писменост. Преку лоцирањето на примери на неетичко, непрофесионално известување со дезинформации и разни видови нарушување на информациите, да им се помогне на граѓаните да дознаат како тоа се случува. Секако дека јавноста се повеќе е свесна за постоењето на различни видови на манипулативно известување, меѓутоа, кога таквите појави ќе се изложат пред пошироката јавност и кога ќе се покаже начинот на кој што тие се случуваат и какви се последиците кои што ги оставаат, тогаш ефектите ќе бидат поголеми. На тој начин ќе им се помогне и на граѓаните самите да го преиспитуваат медиумското известување, да ги споредуваат и сопоставуваат изворите на информации, да не се потпираат исклучиво на еден извор на информации, да се потикнат критичките вештини на информирање и самите да придонесуваат во лоцирањето на теми од јавен интерес кои се запоставени од какви било причини. Понекогаш се должи на динамиката на работа на медиумите. Мораме да го имаме и тоа предвид дека новинарите, медиумските работници функционираат во исклучително отежнителни околности и секој придонес во ефективно извршување на нивната работа е добре дојден. Истражувањата покажуваат дека на граѓаните им недостасуваат вештини за медиумска писменост и проценка на медиумските содржини, но Тунева смета дека во државата се спроведуваат бројни иницијативи за да се развијат вештини за критичко размислување на содржините кои се сервираат преку медиумите. Она што можеби е повеќе потребно да се направат обиди за синхронизација на таквите различни иницијативи и активности, да се стават во еден функционален систем кој што на долг рок ќе постигне поголеми резултати. И во образованието секако има многу простор да се вгради медиумската писменост, да се инфузира во различните предмети и наставни содржини, да се помогне на наставниот кадар да препознае каде се може, да се вгради медиумската писменост и практично таа да стане дел од редовната настава и од редовните активности во училиштата. И секако она што го прави и граѓанскиот сектор, кој што е особено активен во оваа сфера, исто така е значајно. Исто така, во време на пандемијата нееднакво е застапен и гласот на жените, маргинализираните лица и ранливите групи. Неретко постои онаа виктимизирачка рамка на известување, каде што тие се представени жртви како жртви на системот, жртви на околностите, се наоѓаат под притисок, меѓутоа тоа е најмалку сликата која што сакаат да ја видат. Она што се обидуваме да го постигнеме со насоките за инклузивно известување за време на пандемијата и да им се даде можност да зборуваат низ својот глас за нивните потреби, очекувања, размислувања, да се вклучи нивниот глас во редовното известување на медиумите, а не само во теми кои што исклучиво се однесуваат на нив. Исто така, низ тие насоки се обидуваме да зборуваме низ концептот на човекови права. Значи, не исклучувачки и не само повремено, кога се одбележуваат некакви меѓународни денови, кога ќе се организира некој поголем настан и така натаму. Она што е важно е граѓаните да обрнат внимание на тоа кој е авторот на веста, каде е објавена и изворот на кој се повикува. Важно е и критички да се размислува, но и да се има дигитална писменост за полесно да се наоѓаат информациите кои се официјални и кредибилни. Барањето начини за справување со лажните вести и дезинформациите со помош на технологијата подолго време е во фокусот на светската јавност во контекст на изборни кампањи, обиди за дискредитација на поединци, компании, меѓународни организации, а особено се интензивираше со појавата на коронавирусот минатата година. Голем дел од технолошките гиганти, но и илјадници стартап компании и технолошки експерти ширум светот се обидуваат да ја стават технологијата во функција на справување со глобалниот феномен лажни вести. Анализите покажуваат дека и во нашата земја глобалната криза предизвикана од коронавирусот предизвика ескалација на дезинформациите и говорот на омраза, особено расширени на социјалните мрежи. Во услови на бомбардираност со голем број на информации од сите страни, прашањето е како да се препознаат дезинформациите.
Македонскиот институт за медиуми, заедно со неколку медиумски организации од регионот, неодамна креираше апликација Disinformation Toolkit, која овозможува во неколку чекори да се идентификуваат дезинформациите, погрешните и штетни информации со користење на онлайн алатки. Неодамна Македонскиот институт за медиуми заедно со колеги од земјите од регионот и со поддршка од експерти од Велика Британија промовираше една апликација која има за цел да им помогне пред се на новинарите и на медиумските професионалци во утврдување на веродостојноста и вистинитоста на информациите кои што секојдневно доаѓаат до нив, а добар дел од нив се проблематични, некои се лажни, некои се полувистини, некои се фабрикувани информации и така натаму. Значи, целта нова апликација е двојна, да речам. Таа првин има едукативна улога, бидејќи содржи многу содржини кои што на еден едноставен начин ги објаснуваат сите доминантни форми на злоупотреба и манипулација со информациите кои што се присутни во јавниот информативен простор, особено онлайн. И другиот дел е фактот што таа нуди практична примена, содржи многу линкови, пристап до мноштво, бројни такви софтверски алатки кои што се развиени на глобално ниво, значи развиени се од познати компании, ентитети кои што работат во медиумската индустрија и имаат за цел да им помогнат и на новинарите, но и на сите кои што се заинтересирани за оваа проблематика или се засегнати од истата, да можат на лесен и едноставен начин да ги проверуваат самите информации. Се работи значи за проверка и на содржината на информацијата, но и на визуелниот аспект. Кога зборуваме за содржина, се мисли на можност која што софтверското решение, и тие многу софтверски решенија се всушност опфатени во оваа апликација, тие овозможуваат да утврдите научен факт, дали тоа што е содржано во одредена објава има научна основа и е потврдена, например, од релевантна научна институција. Цитати, дали цитатите кои што се делна, да речеме, од одредена медиумска објава се точни. Во визуелниот дел се обрнува внимание на тоа колку една фотографија е автентична. И се овде имате детали во самото софтверско решение кои што овозможуваат и геолокација и утврдување на ликовите на фотографијата и мноштво други предности и корисни податоци кои што на еден новинар му помага на вистина брзо и едноставно да утврди колку тоа што го гледа како информација е лага, полувистина или вистина. Меѓутоа, освен на новинарите, ова алатка може да им биде корисна и на сите други кои што се заинтересирани за оваа тема. Уште една достапна, корисна алатка за корисниците на домашни содржини, која им помага да ја идентификуваат веродостојноста на изворот на информацијата, е Акредитатор, екстензија на десктоп пребарувачи, која ја направи програмерот Горјан Јовановски. Акредитатор е додаток или екстензија за твојот десктоп прелистувач, како што е Firefox, Google Chrome или Microsoft Edge, со чија помош можеш да дознаеш дали медиумот, чија вест ја читаш во овој момент, е дел од регистарот на професионални онлайн медиуми, составени од Советот за етика на медиумите во Македонија и Сдруженијето на новинари во Македонија. Благодарение на оваа екстензија може не само да проверите дали веста е дел од овој регистар кој што треба да ти помогне да знаеш, балем дари малку посигурно, посигурен изворот на самата вест, туку и дозволува да провериш кои се тие правила со кои што медиумите треба да се придржуваат, посебно медиумите од дел од овој онлайн регистар, и да можеш да помогнеш на Советот за етика во медиумите и на Сдруженијето на новинари на Македонија да ги контролираат медиумите и се грижат дека тие објавуваат етички и коректни вести кои што не се лажни вести. За мене е интересно дека во Македонија имаме огромен број на онлайн портали кои што се појавуваат цело време, чиј што извор не секогаш го знаеме, кој стои зад нив, кој е уредникот и кои се новинарите кои што ги пишуваат истите вести. Уште пред почетокот на пандемијата ја имав оваа идеја каде што се велев зошто да не направиме ваква екстензија која што ќе помага до некој степен да веруваме на она што го читаме онлайн. Кога се појави повикот од Фондот за иновации
креатор кој што беше наменет за помош, тоест наменет за проекти кои што се случуваат во време на короната, сватив дека баш тие лажни вести кои што се појавува на почетокот на пандемијата и еве се уште до ден денеска, ќе помогне многу една ваква екстензија за да може да ги следиме и да се бориме против нив. Технологијата која користи оваа екстензија за жал не е се уште достапна на мобилните уреди, иако може да се направи една претумбација, тоест една друг вид на апликација која што сепак ќе дозволува на малце покомплициран начин да се проверат изворите, но разгледуваме можности кои што може да се приспособат вакви екстензии, тоест додатоци за мобилните телефони, со цел сега кои тие корисници да ги опфатиме за да може полесно да проверуваат изворот на вестите. Изложеноста на огромна количина на информации е реалност која што ја живееме и која што уште долго ќе биде таква, но прашањето е како граѓаните, како корисниците на информации да се одбранат и да препознаат лажни вести. Европската комисија ги објави новите извештаи на Twitter, TikTok, Google и Microsoft, кои се однесуваат на мерките кои тие компании, како потписници на Кодексот на практики за дезинформации, ги презеле во февруари 2021 година во врска со дезинформации за вакцините против COVID-19. Извештаите покажуваат дека Twitter ги ажурирал предлозите за пребарување на COVID-19 во ЕУ и тие ќе вклучуваат веродостојни информации за вакцините, а активирал и хаштаг вакциниран на 24 јазици за корисниците да можат да покажат поддршка за вакцинацијата. TikTok активирал нова алатка за предупредување на корисниците, со која се поставува банер преку видеата што можеби содржат непотврдена содржина, односно појавување на предупредувачка порака пред да се сподели обележаното видео. Алатката на Google за пребарување која покажува веродостојни информации за вакцините и статистика, како одговор на поврзани со тоа пребарување, сега е активна во сите 27 држави членки на ЕУ, а YouTube отстранил 30.000 видеа кои содржале тврдења спротивни на оние за кои постои консензус помеѓу здравствените власти во светот. Според извештајот на Microsoft, пребарувачот Bing има активирано нова алатка која покажува каков е напредокот во вакцинирањето по држави, а алатката Bing COVID-19 искуство има повеќе од 2,3 милиони посети. Инаку Европската комисија е во постојан контакт со платформите, а во врска со големата количина на дезинформации поврзани со вакцините, кои кружат на интернет, односно социјалните мрежи. Комисијата следниот период ќе издаде насоки со цел зајакнување на Кодексот на практики и градење на мост со идните обврски кон Законот за дигитални услуги, како што е утврдено со Акцискиот план за европска демократија. Европски фонд за медиуми и информации кој ќе мобилизира финансиски ресурси за поддршка на медиумска писменост, иницијативи за проверка на факти, како и истражувачки проекти во врска со дезинформации на интернет, беше формиран од фондацијата Carlos Gulbenkian и Европскиот универзитетски институт кон крајот на март оваа година. Фондот ќе обезбедува и индивидуални грантови за млади истражувачи и креатори на политики кои студираат дигитална и медиумска писменост, како и интернет дезинформација. Целта е да се соберат научници, експерти за проверка на информации, непрофитни организации и други тела кои действуваат во јавен интерес за да можат да помогнат во справувањето со лажните вести. Фондацијата Carlos Gulbenkian и Европскиот универзитетски институт одлуката за основање на фондот ја донеле за да помогнат во борбата со интернет дезинформациите, кои представуваат растечка закана за демократските општества. Зголемувањето на дезинформациите бара повеќе истражување на причините кои стојат позади тоа, како и техниките, актерите и каналите користени за ширење на дезинформација. Инаку Европскиот фонд за медиуми и информации е отворен за донации и веќе ги доби првите 25 милиони долари од светскиот гигант Google. Со цел навремен и координиран одговор при справувањето со лажни вести и интернет дезинформации, во март 2019 година Европската Унија воспостави систем за брзо предупредување за дезинформации, односно безбедна мрежа преку која институциите на ЕУ и државите членки може да се предупредат меѓусебно ако забележат нешто што треба да биде истражено дополнително. А така преку системот може да се споделат во реално време информации за активни кампањи за дезинформирање, односно информации кои се шират многу брзо и имаат потенцијал за големо прекугранично влијание. Втора работа која ја овозможува системот за брзо предупредување за дезинформации е споделување искуства, извештаи, анализи и студии за трендови
односно учење едни од други во Европската Унија. Се работи за ефикасен систем од аспект на време и ресурси, во чија основа е партнерство, а не систем кој кажува кој што треба да направи. Секоја држава членка има назначено специфична национална контакт точка. Информациите во системот за брзо предупредување за дезинформации ги внесуваат институции на ЕУ и држави членки, а Европската служба за надворешно дејствување во блиска соработка со комисијата има само улога на посредник. Системот потпомага и структури во ЕУ кои работат на одговор на најразлични кризи, сајбер криминал, хибридни закани и така натаму, а има и блиска соработка со други меѓународни организации и партнери. Европската Унија го користи системот и за справување со дезинформации поврзани со пандемијата на COVID-19.